Почитувани граѓани, почитуван градоначалник на општина Вевчани, Сашо Јанковски, почитуван потпредседател на владата, Фатмир Бетики, почитувани присутни, навистина е чест и задоволство, надополнети и со чувство на гордост, кога сте дел од проекти и иницијативи кои се реализираат со силна определба за одговорност кон граѓаните, со почит кон традицијата и минатото и со потенцијали за идни придобивки од суштинска важност за граѓаните и за заедницата. Таков проект кој ги обединува сите овие фактори е туристичкиот центар Вевчани. Центар како што би посакале и најмодерните европски општински средини. Пред да се реконструира овој објект, беше стара зграда на старото основно училиште Страшо Пинџур Вевчани. Самиот објект представуваше импозантна градба, изградена од 1948 до 1951 година од страна на вевчанските неимари и токму наследниците на тие градители учествуваа во неговата ревитализација и нова функционалност. Во 2017 година, кога во предизборна кампања го посети Вевчани, руинираниот објект на некогашното училиште, ветивме дека тука ќе никне нов, модерен, мултифункционален туристички центар Вевчани. И еве, денес стоиме пред комплетно реконструираната зграда со модерно партнерно уредување. Туристичкиот центар Вевчани е модерен, мултифункционален објект, чија корисна површина е, како што рече градоначалникот, од 1400 метри квадратни. Опремени се големата конгресна сала, неколку сали за семинари, музејска просторија за презентација на флората и фауната од заштитеното подрачје споменик на природата Вевчански извори и планината Јабланица. Како што налага овој тип објекти, во него има и инфоцентар, продавница за сувенири, отворена галерија за промоција на богатото културно наследство на Вевчани, со опрема за функционално уредување на мултимедијален туристички центар и за дизајнирање и печатење на промотивни материјали, како и простории со други придружни содржини, како што се фитнес и бодибилдинг сала. Наместо да биде оставена на забот на времето, со тотално руиниран и оштетен кров, со паднати меѓукатни конструкции, денеска во центарот на Вевчани имаме модерен објект кој ги задржа архитектонските обележја за да биде споменик на неговите градители, но доби нова функција соодветно на новите потреби на заедницата и на овој наш македонски регион. Средствата за реконструкција и опремување на овој центар се обезбедени од грант од Европската унија, од буџетот на Република Северна Македонија и еден значаен дел од општина Вевчани. На крајот, сакам да дополнам дека со овој објект се овозможува промоција и развој на туризмот не само на Вевчани, туку и на целиот овој регион кој пошироко, заедно со Дебар и Дебарца, со Струга, Охрид, регионот Преспа, па дури и Пелистер и Битола, представува еден од нашите најсилни и најатрактивни туристички потенцијали. Благодарам.